Здраво, драги мои. Слушај ваму. Како сте? Добри ли сте? Дишете ли малце послободно и разбирливо? Имавме години и години на голема тензија и олесни. Ама стварно олесни. Олесни како болен човек која ќе оздрави и викаш фала Господи, конечно више се изборивме. Океј, ај малце да ги прегледаме работиве што се случуваат кај нас, иако мене повеќе вниманието ми го зема надвор што се случува. Затоа што колку и да ние ги средуваме работите, ако таму се заклати малце повеќе, тешко ќе биде овде било што да се направи. Но со ваква власт, каква што очекуваме сега да биде и со новиве луѓе кои народот ги избра, не ги избрав ја, не ги избра ни амбасади, оваа власт е избрана од народот. Претходната беше избрана на мускули од амбасади, невладини организации, Сорос, разни агенции, разни институции со своји агенди, те заменување на името, секако и соседните земји кои не кријат да кажат дека дале многу пари, како што Грција фрлаше пари за промена на името, ние да го направиме тоа, како што сега Бугарија се обидува колку толку и во нивната економска бездна нешто да направи овдека некоја беља, но како и да е, еве сме, тука сме. Оваа власт се бира на најлегитимен начин. На најлегитимен начин ние имаме председател. Зошто го зборам? Секому му е јасно. Луѓе мои, на мускули, ја бев жив сведок, ја немам нерви, ја здравје изгубив, гледајќи ги тие лажења, крадења, намештајки и све тоа. ВМРО ДПМН никогаш не изгубила избори, ни председателски, ни парламентарни. Освен локалните, после парламентарните, кога беше стварно притиснат народот, кој имаше многу апсења и тогаш им дадоа на СДСМ, кој многу се крена и као, ајде да видиме, ветија 300 работи, а се ја оттргна борба против криминалот и сега колку и да е народот вика, па добро, окей, слушај, колку и да е лошо, барем, еве, ќе се разреши со криминалот, тоа го сакам. И затоа им дадоа доверба тогаш. Со локалните избори, не со парламентарните. ВМРО ДПМН е по мене, не ги изгуби парламентарните избори 2016 крајот, 2017 направија влада. Дали се сеќавате како го прогласија председателот на собранието, кој, мислам дека гзон му се залепи за тоа фотелјана, дека го откорнуваа на хирургија или со се фотелја си отиде, па купија нова. Мислам, ја неќам да му го спомнам името. Тој е еден неук човек кој бил терориста, кој бил дезертер, кој пукал против нашите сили, пукал на оваа држава и ние во име на нешто што го ставаме на таква позиција. И сега гаши е проблем. Како е гаши проблем? ВМРО-вците викаа не... Пазе сега кој наратив е. Сега се напаѓа ВМРО ДПМН зошто дозволило, као да е тоа некоја дозвола и така натаму. Тоа е джентлменски договор бе. Тоа е британска внатрешна политика и дипломатија на еден рационален однос. Што ми е мене гајле дали е гаши, маши, влаши или паши? Битно ми е да тој не убивал, не лажел, не крадел. Значи, човекот си бил политичар. Спрема неговите ставови, он е избран и избран е на легитимен начин со кревање рака, не со кревање две раце, не со пребројување вака, туку точно со притискање на копч. Легално, де јуре и де факто,
Ова се битни работи, затоа што утре кога ќе се повикувате, ама сгрешиле, ќе сгреши ВМРО ДПМН, то сигурно дека ќе сгреши. Не, ќе се сетите на ова, ќе се сетите на лажењето, на крадењето, знаеш, кога накриво а они од старт го садија накриво, после гледавме годиниве што ни се случуваше и во големата светска криза. Вај чекам судењето Филипче да го видам како се поти и како ќе ги објасни стотиците и стотиците, ако не и илјадниците, мртви, незгрижени за време на короната, кога не извадија дури ни протокол, па мртви ладни излегоа и рекоа дадовме ние протокол. Како бе протокол? Ја кој не сум истражувачки новинар, ја кој не сум новинар, кој сум водител, не успеав да дојдам, не успеа мене да ми запнат уста. Ама со нивните пуленчиња од Твитер, ботчиња и така натаму, си правеа наратив. Сега више нема пари, наративот падна, а на народот му збоктиса. И ова го зборам и го повторам, иако е досадно, што па сеја со ова? Гаши си е сосема човек на место. Сега за се, имал радикални ставови, земал пушка, пукал, се радикализирал, се заканува со војна. Тера политика. Политика е теорија на можно. Седнувам на маса и викам, слушај, јас ќе бидам King of Македонија. Ти дал си норма? Не, ја одлучив така. Затоа што имам право на такво нешто. Пази, светот сега толерира ти да се идентификуваш со некој ретард. Јас сум мачка, јас сум куче, јас сум марсовец. И овие сите ќутат коде, важи, нема проблем. А камо ли да се идентификувам јас како македонец и како човек? Не им поминува. Знаете ли што е лошото во целава приказна? Во момент, ќе ви кажам една швалерска финта. Мојот немезис, мојот врсник, Бранко Црвенковски, влегува у кафич каде што јас стојам обкружен со 3-4 сериозно добри, згодни, убави, привлечни дами. И нормално се обидувам да ги шармирам. Ама во тоа време со добар пиар Бранко стана фраер. Инаку не беше фраер додека не стана председател на држава, премиер на Република Македонија. Ја бев затоа што бев диџокеј. Туку никој не го фербаше него. Врсник ми е, пазете, у иста гимназија учевме. И влегува и женскиве одеднаш, не само тие што беа околу мене и другите, беше уште еден другар Ранко и одеднаш се Бранко дојде. Дојде Бранко. Што е паметно у тој момент да направиш? Да си го кажам мислењето? Дека е лигуш, дека кога бегавме од часови, он се криеше кај професорките за да се покаже колку е коректен, да го сакаат, милуваат и даваат повисоки оценки. И го правеше тоа, ја не го измислил. Туку, каква реакција јас тогаш треба да идам? Да го раскажувам тоа каков бил? Да го маловажам, да речеме, сега кога гледаш дека девојките се одушевени, викаш, окей, што ја знам. Значи, зошто? Си остан, они не истрча кај него, тоа беше момент. На некој останаа со мене. Но јас не испаднав селјо, глуп, прост, да го оговарам, да зборам лошо за него, затоа што може би некој има симпатија спрема мене и може би нешто ќе се смуваме, знае, али и се допаѓа и тој. И сега ја, ако почнам да го оговарам и да зборам, она се чувствува навредено, чекаме, па тој мене ми се допаѓа. Зошто? Знаете зошто ви ја кажувам оваа аналогија? Ви ја кажувам затоа што сега врисна Гога да ја омаловажуваат, а сега дека ВМРО ДПМН дошло на власт затоа што било антиалбанско и дека заради тоа они добиле и толку победиле. Стварно треба безобразно човек да ви се обраќа. Ај што лажете, туку дали сте свесни каква лоша услуга си правите? Целиот овој народ кој е задоволен, чии рейтинзи у овој момент
да имаме избори, кога ќе има, ја прошлиот пат реков 800.000, милион сега ќе има. Дека ВМРО ДПМН на направена влада, да направи импичмент, да го распушти сега парламентот, а може и има сила, буквално има сила, има и законска сила. Нема да има по еден пратеник од опозицијата, сегашна. Дали сте свесни? Знаете зашто? Затоа што народ гледа и се уште не е во емоции дека овие направиле нешто катастрофално, ја предале државата како што овие лажат. Што ако е албанец? Знаеш што го интересира македонецот? Абе крадели, лажели, се закануе со војна, пукали? Не, окей. Што ме интересира кој е? Буквално е така ситуацијата. Буквално така е со народ. Црнец можат да стават, бе, око нема да им трепне. Кинес нека стават, индијанец нека стават, еским нека стават. Што е битно? Битно е дали тој ќе функционира, дали ќе го почитува законот и уставот. Знаеш како? Македонска фудбалска репрезентација, само македонци играат. Само македонци треба да играат. Не, се радуваме било кој, било како. Абе на раце го носиме и го креваме. Дали е албанец, дали е србин, дали е ром, дали е македонец, игра за Македонија и дава голови. Сошто така не го сватите? И се замисли ти Македонија да победува, а ти навиваш Па знаеш што? Навивачите ќе те згрбават од ќотек. У политикава нема. Ама знаеш како ќе си поминеш? Уште поголем игнор. Уштетен доказ колку ретардирано. Сега се они збунети, сега се останати се уште пари, знаеш, ово, она се доработува, се надеваат ќе стигнат нови транши и така натаму, но ќе биде интересна игранката, затоа што гледајте го како смирено игра ВМРО ДПМН. Без сензационализми. Им подаде рака и на левица, и на десница, и на песница, и на стесница, и така натаму. Кој одбил, кој прифатил, и тоа е легитимно политички. Ама, дали приметувате дека Мицковски во својот говор не користи никакви сензационализми? Нема заканување. Знаеш како? Се однесува баш, ај сега да им го галам егото на ВМРО-вците, како лав. Лавот многу не е рика, дреме, полека, бавно, додека не дојде време. Сакам да кажам дека паметна е таквата одлука, затоа што сега секој збор, секоја запирка, па и во избори, ќе ти ја мерат и ќе те повикуваат на тоа. Ниједна партија не успеала 100% да оствари од својата програма. 50%, верувајте ми. Со моето искуство ви кажувам, 50% да успеат. Знаете што ќе биде ова? Рај. Многу е тоа тешко, бидејќи не е само од тоа дал ќе се краде, дал нема да се краде, дал ова, дал она. Знаат прво дека не смеат да крадат. Не смеат да крадат затоа што добија власт заради енормно крадење. Претходно СДСМ доби власт затоа што ги убеди дека ВМРО краде. Крадело, не крадело, вие си знаете. ВМРО ДПМН е тогаш со претходната власт до 2016 од програмите што ги имаше, па едно 20, 30, 35, 40% максимум да имаше остварено од програмата. 30% еве да речеме. А бевте презадоволни. Овие ќе треба многу повеќе. Ќе треба индустријски зони нови компании за отварање работни места, нови инвестиции, бидејќи свежа пара мора да се врти. Единствено, сега ќе зависи дали работата ќе се стиши во Израел, со Иран и како што доаѓаат сите знаци дека Украина е готова. Нема да биде уништена, далеко од тоа, ќе се седне на маса со чоја зелена, ќе се договорат. Мислам дека све веќе и договорено, само, нели, американците и русите, кој знае од кога го имаат тоа договорено, како ќе биде, што ќе биде, само што Шапшалов ќе треба да потпише. А и ќе потпише, затоа што и онака е на џојстик. И сега, мене ме радува што се смирува цела таа ситуација, но ме плаши тензијата која во моментов се случува околу Тајван. Имено, 2022 заради короната, вие можеби не приметивте, но тогаш имаше големи
големи поморски маневри на кинеската армија која го обиколи Тајван. А ако се сеќавате, госпожата која делеше сендвичи на Мајдан, плоштадот во Киев, после која почна и револуции, и убивања, и сеционисти и се, ама немаше војна затоа што им дојде Трамп па ја пресече, дојде и на Тајван. И тогаш се дигна тензија да ја поддржи независноста на Тајван и така натаму, ама како што гледате, ниједна земја во светот, освен ние Абдали 97 со Љупчо и Циле, да го признае Тајван. Затоа што Кина вели, Тајван си има некоја своја автономија, но тој е кинески. Game over. Абе нема расправија на темата. И сега, бидејќи, знаеш, таму се менуваат други политичари, доаѓаат едни други, кој има посмирен тон, по-раце, кој има по-националистички, сецесионистички тон, тогаш тргнуваат бродовите. Кина има голем имидж дека е мирољубива, дека нема да употребува сила и досега не сме виделе да употребува сила на трета земја, за разлика од Јапонија, која масакрираше 30 милиони кинези, која масакрираше уште толку малезици низ целиот индонезиски подконтинент и острова и таму све лом направи. Кина не, ама Кина е стравот затоа што е преголема. Јапонија успеа да ја стават в скут и да ја насочат. Кина не можеш да ја насочиш. Кина има друга филозофија у животот. Не би сакал да живеам под кинеска чизма, али многу ги респектирам заради фанатизмот. Сакам да кажам дека 22 се одржаа маневри. Сега има нови маневри, бидејќи имаат нов председател Тајван и одма председателот почна да се буса у груди, ние ќе правиме независен Тајван, ќе се отцепиме од Кина, ово, она, вамо, таму. Бродовите, подморниците, се е тоа обкружено. Дали таквиот конфликт, каде што Соединетите Американски држави, НАТО не дофрла до таму, но американците рекоа, ние ја гарантираме безбедноста на Тајван. Што значи гаранција на безбедност на Тајван? Тоа е многу широк поим, каде што црвено копче мене ми се гледа. Но дали ќе дозвола, дали ќе подвиткаат опашка, поима немам. Но има и уште неколку моменти во цела ова приказна. Имено, Бајден губи апсолутно на изборите. А знаете колку се демократите хистерични, као и овие. Кога губат, кога осеќаат дека губат, овие нашиве беа да мосани, не очекуваа инаку, као блиско е ово, ама ќе превладееме. Така и ваму нешто, но таму па има многу посериозни аналитички центри, каде што им викаат, губиме, сериозно губиме. Добро, стајте го Трамп на судење. И го суда Трамп. Зашо го фатија Трамп да го судат? Затоа што со една проститутка која му давала сексуални услуги, адвокатот на Трамп и платил да не збори многу, иако он ја преплатил, она решила уште плюс најверојатно набуцкано од демократите да збори каков е Трамп, ово она, и овој Абдал што е будала, па и он е стварно Абдал, Трамп, адвокатот негов и дал, не знам, 30-300 долари за да не јаде бурек. И она тоа го обзнанува, му ги лапа парите, абе што да ти кажам, буки верзија амерички континент, не знам, стварно не знам што да кажам, мислам, со што да споредам. Како и да е, и него го тужат заради тоа. Судијата се однесува исто како судијата кој ги судеше, тужеше, клеветеше, абе буквално он сам онака она вулгарно судење за оние кои влегува во собранието на 27 април 2017 година. Исто тако да не ви се верува луѓе колку вулгарен однос имаше. Но и тоа сега новите испитувања покажуваат дека ако го стават Трамп во затвор, дека неговата популарност ќе иде помножено со 3, апсолутно веднаш, бидејќи тогаш ќе биде маченик и уште поголеми симпатии ќе добие од неутралата. Но што може, како да го спречат Трамп да дојде на власт? Единствено што има опција е
да се случи некоја голема воена хаварија, како не знам да го изразам, голем воен конфликт, во кој тактички би се употребила локално некоја атомска бомба. Сега, кај ќе фрлиш ти атомска бомба? И ако НАТО дозволи Украина да джитка ракети во Русија, сметаат дека Русија може да испровоцираат, па негдека Украина таму околу Чернобил да фрли едно бомбиче, тогаш нема да има нуклеарен холокауст, но тогаш све ќе биде ред алерт и ќе бидат државите онака како што беше за време на короната. Полициски час, строго, безбедностна состојба, високо ниво, слобода на говор, слобода на печат, слобода на медиуми, све тоа редуцирано и во Америка во уставот стои ако има воена состојба прогласено, а тогаш ќе нека пукне било каде, да пукне на месечината, да пукне атомска бомба, кај американците одма е тоа воена состојба. Без оглед дали се во конфликт или не се, а ќе бидат. Така што само ова има опција да се одложат на неодредено и да држат уште 3-4 години да си обстанат на власт додека е кризата како со короната, благодарејќи на која и го скина Доналд Трамп и ја затна устата на оној вреден македонски, американски народ. Мене ми се блиски. Тие американци што се републиканци со семени вредности, ми се како македонците со истите вредности овие што се ВМРО-вци. Океј, немам уште време, забегав скоро 20 на минути до половина час да идеме. И тоа ми е единствениот страв дека ако се прогласи воена состојба, дека Доналд Трамп се одложуваат на неодредено изборите, Доналд Трамп не ќе може да стапне во Белата куќа, а рече неговите први две работи што ќе направам, ќе ги пресечам војните, ќе ги завршам војните во Израел и во Украина. А тоа значи дека нема да дозволи нов конфликт, затоа што и се покажа дека тој човек за време на неговото владење ниеден конфликт имаше, а за разлика од оној вашион Барак Обама, на кој му дадовте Нобелова награда за мир, еден ден за време на неговото председателствување немаше мир, да нема воена состојба, акција во која континуирано беше вклучена американската војска. Африканска пролет, арапска пролет, Египет, Сирија, Либија, уште мал милион интервенции имаше, ми се чини негдека и во Централна Америка и така натаму. Не се спремав за ова за да ги издекламирам сите работи точно како и да е. Овие треба да се тргнат од власт само заради една работа, да се спречи војната, бидејќи нив војната им е најлукративна. На нас, десницата, најлукративна работа ние да работиме, да тераме со пари, да тераме бизнис. Тоа е просперитет за сите. Јас стварно не можам демократите да ги разберам. Стварно не можам да ги разберам. И тоа, ако дојде Трамп, ќе биде многу добро, ќе се релаксира притисокот од амбасади, од НГО, парите ќе секнат, а ВМРО-ДПМН ќе може да ја прави програмата, таа што треба, таа што ја очекуваме со добар ветер во грбот. Нема да се смени многу политиката од оваа до сега што беше на Америка спрема нас, но ќе биде порелаксирано од оние ешалони доле кои подземно пуштаат за роварење. Ако дојде Доналд Трамп, барем ќе немаме нова шарена револуција. А тоа ќе значи на раат да си работиме и на раат да ни иде работа. Толку од мене. Поздрав, драги мои.